Добро вечер. Нема живот без повеќе пари. Мнозинството граѓани, според последната анкета на Телма, очекуваат фокусот на новата влада да биде отворањето на нови работни места, развој на економијата и подобрување на животниот стандард. А како до поголем животен стандард, колку се реални ветувањата за зголемување на минималната плата или она за просечна плата од 500 евра. Странските инвеститори, дали се тие пијавици на државни субвенции или и експлоататори на ефтина работна сила или двигател на економијата. Јас сум Боби Христов, ве поздравувам вечерва за прв пат од новото студио на Топ тема на ваша страна. Во кое на Жешко столче вечерва е вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Поздрав и добра вечер за сите ваши ценети гледачи и честитки за ова прекрасно студио. Јас го гледам прв пат вака во овој формат и се чувствувам многу пријатно. Благодарам. Се надевам така ќе биде во текот на целата дебата. Наспроти вице-премиерот Кочо Ангјушев, моите колеги Виолета Зајкова. Добро вечер. Горан Теменугов. Добро вечер. И Благица Петреска од Фајнанстинг. Добро вечер. Правилата за овој тип на дебата ви се веќе познати. Следуваат неколку воведни прашања, а потоа и неколку тематски целини со кои ќе се обидеме да ги опфатиме сите актуелни прашања од економските политики на новата влада. Најмногу на прашања и во полемика меѓу моите гости и вице-премиерот Кочо Ангјушев. Господине вице-премиер, започеток со она што е најактуелно поврзано со вашето име. Нема да ја раскажувам цела приказна, бидејќи може да ни одземе многу време, само имаме едно директно прашање. Што е за вас конфликт на интереси? Ви благодарам за прашањето. Ценам дека ова прашање е многу важно за јавноста и претпоставувам дека го прашувате заради тоа што јавноста беше заради бомбардирана. Заради тендерот, Фероинвест и целата приказна. Еве, јас би тргнал од фактите. Значи, мислам дека секогаш треба да се држиме до фактите и тоа е најдобриот начин, а фактите се следните. Фероинвест е фирма 15 години. Фероинвест во своето портфолио има фирми кои што запослуваат 800 вработени. Фероинвест е активна 15 години и досега таков тендер има добивано најмалце 7 пати во земјава, а плюс и во регионот. Но досега собственикот на Фероинвест не бил вице-премиер за економски прашања задолжен во владата, кој што меѓу другото понатаму не само што е на некој начин надреден над работењето на ЕЛЕМ, туку ќе ги крои политиките за либерализација на струјата и така натаму. Управо тоа се обидов да го објаснам, еве сега ќе довршам. Значи, станува збор за тендер кој што е распишан во февруар месец. Значи, кога јас практично не сум ни разговарал да бидам подпредседател на влада и кога практично никој не знаеше кога ќе има нова влада, понатаму ние дадовме понуда во рамките на законскиот рок од 60 дена, значи понудата е дадена на 14 април, ќе потсетам, тоа е пред 27 април, кога уопште повторно никој не знаеше каква влада ќе има и кога јас во никакви разговори не бев влезен дали ќе бидам составен дел на оваа влада. И после тоа продолжи постапката. Постапката заврши со две поддавања, кои што беа подпишани од претходното раководство на ЕЛЕМ, во кој што Фероинвест доби одредени количини, но истите беа поништени и сега кога веќе станав подпредседател на влада, значи кога немаше друг начин како да се откаже Фероинвест од тендерот, ние едноставно не поддававме заедно со партнерот кој што е производител и како што знаете, вистина е дека Фероинвест не доби ништо на тендерот и Фероинвест не само на овој тендер, него Фероинвест нема да добие на ниеден тендер каде што ќе биде од другата страна партнер државата. Фероинвест ќе си работи онака како што знае да работи на интернационалниот пазар. Фирмите на Фероинвест 96% извезуваат. Јас сум горд на тие фирми. Јас тие фирми сум ги основал од нула во последните 15 години и
Тие фирми 96% извезуваат, значи во делот на производството на брако, работат исклучиво со приватните фирми и во мали исклучителни случаи како овој, значи работеле со државата, но еве јас сум спремен. И бидејќи си опширно раскажавте, а моето директно прашање беше што за вас е конфликт на интереси, дали ова значи дека Феро Инвест и останатите фирми во ваша собственост нема да учествуваат на државни тендери? Значи, Феро Инвест и останатите компании нема да учествуваат на државни тендери, но Феро Инвест и останатите компании имаат 800 запослени, кои што и понатаму мора да продолжат да живеат и работат и да земаат плата и ќе бидат активни во економскиот живот во државата, но не е само државата партнер. И ние мораме да се избориме за вредности во оваа држава. И мислам дека треба да се избориме за критериуми. Јас мислам дека е најдобро да ги тераме сите работи транспарентно. Јас ги терам транспарентно. Јавноста беше бомбардирана овој период со таа информација која што еве се испадна дека е неточна. Феро Инвест не доби ништо и не доби ништо намерно, бидејќи и немаше друг начин Феро Инвест како да се повлече од тендерот. Повлекување од тендерот значи добивање негативна референца. Ова сега одите директно контра изјавата на управителите на фирмите кои што конкурираа на тендерот дека ќе продолжат да бидат дел од постапките за добивање на тендери. Значи вие се откажавте од управувањето, но останавте собственик и вашето раководството кое што е на фирмата рече дека ќе учествува и понатаму. Ова е нов момент вие што го кажувате, но директно одите контра изјавата на раководството. Зошто го сменивте овој став и дали тоа се должи на, ајде да речеме, условното препорака на говестување од страна на премиерот да следиме будно што ќе се случи во минатиот петок и едноставно е ова политички момент пред локални избори за да ја спуштите топката, бидејќи вашата фирма не се откажува. Тоа е нивна изјава, сега вие се откажувате. Значи јас не ја довршив реченицата. Феро Инвест нема да учествува секаде таму каде што има конфликт на интерес, согласно законите во Република Македонија. Значи, управителите се управители на фирмата. Во моментот кога јас станав подпредседател на влада на Република Македонија, јас се дистанцирав од управувањето на компаниите и апсолутно сум надвор од оперативниот менеджмент на компаниите. Тоа го бара законот, тоа е постигнато. Ова што вие ме прашувате е директно каде е конфликт на интерес. Конфликт на интерес е таму каде што јас директно одлучувам или имам влијание да одлучам. Ако јавноста цени, јас ја разбирам сензитивноста на јавноста после 11 години, значи разни случаи кои што ги случавме, јас ја разбирам сензитивноста и на медиумите и на јавноста и точно заради тоа ви одговарам дека Феро Инвест ќе работи согласно закон, секаде каде што има конфликт на интерес, односно таму каде што јас имам моќ да одлучам, Феро Инвест нема да учествува директно на тендерите, така кажува законот, така ќе постапуваме. Она што се случи со тендерот на Феро Инвест, ние мислам дека конечно покажавме и докажавме дека транспарентно постапивме, но немаше друг начин да се постапи со оглед на временскиот период во кој што таа постапка беше отпочната. Значи не е спорен законскиот момент. Законот се потврди дека е законски, но тука да станува збор за уште две одговорности. Не е тука законската одговорност, туку имаме една политичка и морална одговорност. Политичката ќе се ја сноси СДСМ кој што ви именуваше вас за вице-премиер и ќе видиме како тоа ќе се одрази се ова што се случи на наредниви избори и тоа е политичка одговорност која директно не е засега вас, бидејќи вие сте како член на стопанската комора. Но што е со моралната одговорност што се појави и што се дигне толку голема фама, а исто така се појави и случај дека владата одобрила на фирма на ваш брат пренамена на земјиште и тука е малце спорно. Знаете, вие сте во позиција да решавате за многу работи кои што вашите фирми ги работат, тука се и закон за енергетика, за многу други елементи што можете да влијаете како човек што е во владата. Значи имате широк диапазон на овластување и широка можност да влијаете. Како ќе успеете да се изземете од тоа влијание? Реално. Значи, реално, како што ви објаснив, практично сите фирми ќе си работат согласно закон, со оглед на тоа дека јас го чувствувам етичкиот момент, јас, како што ви кажав, практично фирмите не поддаваа на тој тендер. И сега ќе ви одговорам малце во поширок контекст. Видете, ние 11 години живеевме два паралелни света. Еден виртуелен свет на пиар, во кој што Македонија беше најдобра држава, најдобра земја. Беше све најдобро, прва во светот, по многу работи. А живеевме еден реален живот, кој што сите ние го живеевме и знаеме каков е. Сега, за жал,
у својата безидејност, тогашната позиција, а денеска опозиција, се обидува да настапи со истиот пиар, само сега во обратен негативен контекст и мисли дека ако пиаровски нападне во тој дел, дека практично ќе создаде исто така виртуелна стварност. Видете, господин Теменугов, јас сум многу убеден дека македонските граѓани се интелигентни, дека тие знаат тоа да го препознаат. И СДСМ нема да плати никаква политичка штета, бидејќи македонските граѓани со својата интелигенција точно знаат да го препознаат негативниот пиар. Јас сум горд на тоа што сум го направил. И јас сум горд на сите фирми кои што почнале од нула. Јас сум почнал од студент, како добар студент, па после тоа сум работел работи кои што македонската јавност малце ги знае, од продавање на пазар, автомеханичар, па све до градење на фирми. Сакам тој модел да го пренесам во државата. Тој е транспарентен модел. Тој модел е модел каде што јас покажувам дека сите мои фирми имаат име и презиме на крајот и завршуваат во Централен регистар на Република Македонија. Дозволете да завршам. И таму се платени сите даноци. Мислам дека треба да го напуштиме моделот каде што ќе се кријат политичарите позади фирми на роднини, позади фирми од Белизе и офшор компании. Видете, многу е лесно тоа да се направи, ама тоа не е интелигенција и тоа не е промена на вредностите во системот. Ние треба да изградиме систем квалитетен, тој систем да биде транспарентен. Таму, јас прецизно кажав, секаде каде што ќе имам можност да влијам на било каква постапка, таму моите компании нема да учествуваат, не само по закон можат да учествуваат, од морални причини нема да учествуваат. Сега наметнавте две дилеми околу интелигенцијата на народот и на граѓаните. Не е ли малку наивно кога менеджментот на компанијата вели дека наспроти вашите изјави дека не би требало да учествуваат, тие велат ние ќе учествуваме. На крајот на краиштата менеджментот одговара пред вас како собственик, а евентуалниот профит од сето тоа завршува повторно кај вас како собственик. Тоа е првото прашање и бидејќи го споменавте Белизе, никогаш не го откривте таинствениот бугарски партнер од Белизе. Па, вие сега кажувате дека е бугарски, јас не сум знаел, да. Значи, видете, прво да завршиме со менеджментот и со нивната изјава. Менеджментот ги брани позициите на компанијата. И тој професионално, као секој професионален менеджмент е платен да го прави тоа. И тие тоа го прават. И тие ќе го прават до последно. И сега треба практично да видиме сите тие што тврдеа дека Фероинвест добил 2,2 милиона евра, али треба да одговараат сега за нанесената штета на компанијата. И не само на компанијата, и на надворешните партнери. Сите ние треба да се научиме на одговорност. Сите ние треба да се научиме на одговорно однесување. И сега конкретно околу таа фирма, значи фирмата за која што вие зборувате, значи јас во моментот кога сум подпредседател на влада, си има име и презиме во Централниот регистар на Република Македонија и нема никаков собственик од Белизе. Фирмата Макинвенц има собственик, може и да, не знам дали ќе ми замери ако го кажам името, Игор Секулов, тој беше еден од вработените во АББ, ние соработувавме со АББ, тој ни е семеен пријател и тој си има име и презиме и можете да го побарате и најдете. И јас стојам одговорно позади тоа. Све останато се само шпекулации, кои што прават еден негативен пиар, на кој што јас немам намера да одговарам, заради тоа што практично сакам и сите ние предпоставувам сакаме да извадиме оваа земја од виртуелниот свет. Дајте да зборуваме за реални аргументи. Ќе теми, освен Виолета има уште едно прашање да го затвориме овој круг. Споменавте терминот критериумот негативна референца. Тој го споменавте термин и кога беше случајот со тендерот на фирмата на Трансмет. Тоа значи дека до сега ние не сме го имале овој критериум негативна референца, кој што значи нели ако фирмата остварува годишен приход кој што е поголем од 51% заработен од прометот со државните компании. Не. Значи, ви благодарам за прашањето, навистина коректно прашање, се гледа дека ја пратите оваа проблематика. Значи, согласно Законот за јавни набавки, доколку некоја компанија во процесот на тендерската постапка се откаже од постапката, значи се ги повлече документите или рече мојата понуда не важи повеќе, во тој случај таа компанија добива негативна референца и тоа се објавува. Видете, ниедна компанија не смее да си дозволи, што е сериозна и што работи интернационално, а Фероинвест со своите фирми работи на 22 држави пазари, не смее да си дозволи да има негативна референца. Точно заради тоа, јас не се повлеков од тендерот, него дозволив едноставно да не го добијам. И тоа беше мојата морална димензија во тој тендер. И тоа вака еве исправено го зборувам пред целиот македонски народ и ќе го кажам секогаш.
Значи, граѓаните ќе го препознаат тоа, без разлика на негативната кампања. Меѓутоа, имаше и тука, ќе го завршиме овој дел за да преминеме на конкретните прашања. Имаше една изјава на премиерот кој рече: почекајте да видите што ќе се случи во петок, па потоа зборувајте, што остави еден впечаток дека владата и натаму е таа која што може да ги влече конците. Бидејќи тоа што ние го видовме во петокот, беше дека вашата компанија навистина. Знаете дека со закон можеше да го добиете и да не надаваа, можеше да помине тендерот, бидејќи законот го дозволува тоа. Но после изјавата во четвртокот стана симптоматично, сите чекавме, сите очекувавме дека ќе пропадне. Тоа е политика, се меша во работење на државната компанија. Не. Значи, јас сега ќе ви објаснам многу прецизно. Значи, прво да одговорам на вашиот дел од прашањето. Значи, јас ги респектирам сите мои колеги во владата. Јас комуницирам дневно со сите министри, поготово од економскиот ресор, а најмногу се разбира со премиерот. Јас премиерот го информирав што ќе направи. Значи, јас премиерот го информирав, бидејќи ценејќи ја сензитивноста на моментот и ценејќи ја, значи, моралната карактеристика во таа тендерска постапка, дека ние нема да поддаваме. И тој беше информиран. Мене никој од владата не ми наложи што да правам. Морам да кажам дека и премиерот и сите колеги имаа многу коректен став према тоа прашање, бидејќи ја знаеа вистината. А јас, бидејќи него го информирав што ќе направиме, така да тој беше информиран и веројатно заради тоа даде таква изјава. Што се однесува до вашето прашање околу законот, дали се меша државата во тоа, па управо одговорив. Значи, тоа беше одлука од чист етички карактер и вие цена... да не надавате, значи да не оди цената надолу и остана минимално, мислам, 2,6% над максимумот. Сега ќе ви објаснам. Не надававте, не го спуштивте за 2,8%, за 2,6%. Али со таа цена што беше понудена од ваша страна може да го заклучат според закон. Видете, согласно законот, може и со повисока цена ако надминеш. Имало случај. Значи не е точно, значи законот кажува поинаку. Законот кажува следното, дека вие морате да имате буџет за секоја набавка. Добро. Доколку понудата е над предвидениот буџет, набавката не може да се случи. Мора да се преобјави. Панорамското милениумското тркало. Јас мислам тоа прашање треба да го упатите на друго место. Да, али законски не може да го Не е законски. Значи апсолутно не е законски, верувајте ми, јас сум во делот на стопанството во оваа држава 20 години, ги знам законите. Јас имам сериозен правен оддел кој што и како ги знае законите. Значи секоја јавна набавка си има свој буџет. Буџетот е таков да тој практично детерминира која е максималната цена на една набавка. Сите понуди во почетокот беа над буџетот. Бидејќи се беше предвидено негативно поддавање, значи кој ќе се спушти под буџетот, односно влезе во буџетот, ќе добие. Ние не поддававме, но ете, значи заради тоа и не добивме и тоа бевме свесни дека така ќе се случи и мислам дека тука ја покажавме моралната димензија на овој случај. И сите други случаи веќе нема да се случат заради тоа што сега јас сум потпредседател на влада, но морам да ви кажам, ние во државава мораме да изградиме принципи и мораме да изградиме критериуми. Мораме да кажеме до каде е дозволено, од каде не е дозволено и ќе ви одговорам на едно прашање што го поставивте пред малце, а се однесуваше за документите. Видете, она што го спомнавте за решението за пренамена на земјиштето. Видете, ние сите викаме дека сме посветени на обновливи извори на електрична енергија. Значи, Фероинвест компанијата изградила до сега 21 мала хидроелектрана. Дозволете. Но седите на седница каде се одлучува. Тука е тој конфликт на интереси што ние се обидуваме да го доловиме на јавноста дека е многу спорно вие да имате директни бизнис интереси во еден сектор и да седите на влада кој што ги регулира. Не мора конкретно да биде. Ово е само показател дека можете директно да влијаете, но вие можете да создадете услови законски кои што една година од кога ќе завршите со позицијата каде што сте да добивате екстра профит или профити од вашата дејност, што ви овозможило ваша. Генерално не е така, бидејќи ќе дојде нова власт и ќе ви смени се и ќе ви сосвети, бидејќи ова е Македонија, но генерално можете за 4 години. Видете, вие сега најавувате дека Македонија нема да се смени. Јас длабоко верувам дека ќе се смени, дека такви работи повеќе нема да се случуваат. Но еве сега да се вратиме на вашето прашање околу решението. Најкратко можно. Видете, во процесот на градење на една хидроелектрана, која иначе by the way таа електрана за која што вие зборувате е добиена 2015 година. Во процесот вие имате процес на пренамена на зиштето по целата должина на трасата на електраната што може да изнесува 2-3 километри. Знаете ли колку такви решенија минуваат на влада, да речеме уназад овие години, за изградени 60 електрани има изградено во Македонија, па околу 2000 решенија. И тоа ќе се случува.
Видете, фирмите мора да продолжат да работат. Тие ќе комуницираат со институциите. Утре ќе извади некоја од фирмите ќе извади лист од катастер, ќе плати некоја сметка, ќе комуницира со некоја институција, можеби утре Брако ќе сака да изгради нова хала, па дали, значи практично мора да продолжат да работат. Ете, тоа се тие критериуми за кои што јас ви зборувам. Едно е комуникацијата со институциите, која што мора да продолжи и мора тие 800 луѓе да продолжат да работат и живеат таму, а друга е комуникацијата таму каде што вие директно одлучувате за доделување на пари. Ова не е таков случај и морам да ви кажам, такви случаи ќе има многу. Па утре, ако сакате да ја вулгаризираме работата до крај, ќе платиме сметка за струја, ќе испадне дека го подкупуваме Евана со сметката за струја што сме ја платиле. Не, тоа се регуларни работи и ние мораме да направиме дистинкција. Јас повторно ќе кажам, да не узурпирам време, повторно ќе кажам, македонските граѓани точно ќе го препознаат тоа. Се надевам. Ке ги следиме со сите тие потези и процеси. Одиме на кратка пауза за реклами и се враќаме на суштинските прашања и првиот блок околу странските инвеститори. Дали се тие пијавици на државен грб и ловци на ефтина работна сила и зошто владата, новата влада која што најавуваше некакви по-радикални мерки кон нив, сега само ги надгради, се чини и прошири, ќе видиме дали е тоа така, мерките на претходната влада. Останете со нас, се враќаме со следниот блок прашања за по-кратка пауза за реклама. Добре дојдовте назад во студиото. Последната вест е изгласана е минималната плата, но еве бидејќи најавивме, ќе продолжиме и тоа ќе биде тема на вечерашнава дебата. Продолжуваме со она што го најавивме. Странските инвеститори, пијавици на државни субвенции и експлоататори на ефтина работна сила. Дали беа тоа досега и што ќе бидат во иднина? И првото прашање, господине Ангјушев, впечатокот е дека многу помпезно се најавуваше декласификацијата на информациите, за на крајот да излезете со кумулативна бројка дека во изминатите 10 години на 25 странски инвеститори им се дадени 225 милиони евра. И сега гостинката Петровска би рекла ништо ново, бидејќи Finance Think во 2016 изброја 232 милиони, Бирн 2017 јануари 148 милиони, август 2017 година проценка од Народната банка 139,4 милиони. Кога сите овие бројки ќе се соберат, прашањето е дали сега и вие, а и ние преку вас, знаеме колку всушност се потрошува. Значи, сега конечно дојдеме до правите теми, да. Значи, ви благодарам на прашањата. Видете, прво и основно, точната бројка е 225 709 571. Значи 225 милиони евра, 709 571 евра. Точно е, јас им честитам на Final Tix како успеале да дојдат до таа бројка и тука практично сега имаме отприлика усогласени ставови и гледам дека никој тоа не го демантира. Но она што не беше познато, беше структурата на тие трошоци. Сега е позната и структурата на трошоците. Она што вие викате дека податоците се декласифицирани, да, тоа е точно, и ние како влада ветивме дека на плаќачите на данок, значи на даночните обврзаци во Република Македонија, ќе им откриеме колку нивни пари завршиле за оваа програма. И ние тоа го направивме кумулативно. Но вие, согласно законот за пристап до информациите, до јавни информации, можете секој поединечно да побарате и да добиете подетелни информации. Иначе, замислете дали ова како... значи дека ако било кој од нас утре се обрати до надлежните државни институции и го побара договорот за, да не ги споменуваме било која компанија, наместо договорите кои што беа досега со XXX, кај што се однесуваа парите, ќе го добија договорот со парите. Значи, јас ќе ви одговорам дека согласно законот ќе добијат тоа што следува по законот, односно управо така како што кажувате. И пак ќе се вратам на тоа. Ние мораме во државата да научиме да ги почитуваме законите. Вие, согласно закон, имате право да се обратите да побарате информација од јавен карактер, тоа се веќе информација од јавен карактер и тие во целост ќе ви бидат дадени без иксови. Значи, што се однесува сега до структурата, мислам дека таа е интересна и таа треба да биде предмет на дискусија. Ќе почнеме од Петреска, бидејќи они успеа да
немајќи пристап во тоа време до архивите до кои што имаше вице-премиерот, да избројат 232 милиони, значи поголема бројка. Да бидеме искрени, точно да бидеме искрени, ние бевме позитивно изненадени кога свативме дека бројката целосно сме ја проектирале соодветно. Тоа уште еднаш покажува дека нашите анализи се базираат на факти, се базираат на докази и на соодветни модели кои што ги аплицираме. Пред една година и пол ние ја направивме анализата за трошоци и бенефити од странските директни инвестиции и самата анализа покажа дека на долг рок, доколку компаниите работат 15 години најмалку во земјата, бенефитите ги надминуваат трошоците. Меѓутоа, најголем дел од оние бенефити кои што се во поглед на вработување, преку исплатување на плати и придонеси, и втор аспект е преку трговскиот биланс. Но многу помал беше делот кој што значи зголемување на технолошкиот прогрес и трансфер на знаење на домашните компании. Да бидеме искрени, сепак странските директни инвестиции се големи капацитети кои што вработуваат една сериозна маса на невработени, а со оглед дека во Македонија се уште стапката на невработеност е на исклучително високо ниво, ние го поздравуваме чекорот на во моменталниот чекор на владата, каде што не ја отфрла оваа стратегија на привлекување странски директни инвестиции. Зашто? Но истовремено, зошто? Затоа што странските инвестиции сепак се покажа од анализата дека на долг рок имаат поголеми бенефити од трошоци, главно напоменав преку што, но позитивно е што ја надополнуваат истата во оние сегменти кои што претходно се идентификувале дека придонесот е мал. А тоа е трансфер на знаење од странските кон домашните компании и поголемо поврзување. Што според вас е она што, бидејќи вице-премиерот е тука со нас вечера, што е она што се нуди, што постоеше, а што според вас е позитивно или негативно, за да имаме простори за дискусија, бидејќи општиот впечаток беше дека се надградува и проширува. Наместо очекуваното, некако дека ќе има поголеми резови и порестриктивна политика. Според нас очекувано беше да се надгради таа политика и истата се и надградува. Меѓутоа се уште она што не можеме да го забележиме е идентификување на сектори. Еден од недостатоците на таа зошто поврзувањето на странските и домашните компании беше многу малку, е затоа што постоеше јас во секторите на странските инвеститори кои што се привлекуваа и домашните компании кои што работеа во друга форма на сектори. И од тука постоеше едно посериозно неповрзување, кое што доаѓаше и природно. Од друга страна може тука да дискутираме и за капацитетите на домашните и за странските компании, меѓутоа тоа се рефлектира директно на вкупната политика на мерки која што подоцна ќе ја дискутирам. Значи, во овој момент она што би сакала да биде отворено како тема, која е идејата на моменталните мерки во поглед на привлекување и таргетирање на сектори кои што на наједноставен начин ќе бидат поврзани со домашните компании, сектори кои што се најкомпатибилни до домашните сектори. Значи, еве, јас ќе се обидам многу пластично и конкретно да одговорам на прашањата. Прво и основно, вашата најава во овој блок беше дека странските инвеститори се штетни за Македонија. Ние тоа во ниеден момент не сме го кажале. И не само што не сме го кажале, него не сме го ни помислиле. Значи, ние само анализиравме колку потрошените пари даваат ефект соодветен и дали можеме со таква сума на потрошени пари да направиме поголем ефект. Мојата констатација, пијавици на државни субвенции и експлоататори на ефтина работна сила е всушност метафорично прашање на кое што треба да дадете одговор. Дали се или не се? Еве, јас одговарам, не се. Значи, не е проблемот во странските инвеститори. Проблемот е во целиот модел на трошење пари околу странските инвеститори. Странските инвеститори добиле субвенции и тука има два проблема. Тие ќе ги дискутираме, ќе пробам најкратко можно, бидејќи темата е многу комплексна, али јас ќе се обидам пластично и конкретно да ви одговорам. Но знаете ли каде се потрошени најголемите пари? Најголемите пари се потрошени во програмата за привлекување на странски инвестиции. Странските инвестиции добиле директни субвенции од околу 26 милиона евра. Тие се ослободени од даноци околу 70 милиона евра.
Што значи тие се даноци кои што кога они не би дошле, не би ги минимала државата. И јас со тоа проблем немам. Имам проблем со 130 милиона евра потрошени пари за програмата за привлекување странски инвеститори. Па тука имате некои 45-50 милиона, а можам точно да ви ги кажам, за медиумски кампањи, па имате роудшоа, па имате трошоци за патувања кои што можеме да ги дискутираме. Значи 130 милиона евра се потрошени во припремата и афирмацијата на таа програма. Тука има и оправдани трошоци. Тоа се за градењето на технолошките и индустријски развојни зони. Но тие вие знаете што се, огради и патишта. Бидејќи имате бројките роудшоата ги оправдаа очекувањата или? Па по мене не. Еве кажете ми кое очекување го оправда роудшоуто во Индија, во Бразил и така натаму можам да ви ги набројувам многу, но да не губиме време да се фокусирам на поентите. А поентите се: јас со давањето средства и директна помош на странските инвеститори имам проблем со дискрецијата. Значи таму, за информација на целокупната македонска јавност, со секој инвеститор се потпишувани два договори. Првиот договор е договор со кој што му се дава одредено земјиште, односно инфраструктура. Па чак што и со тоа немам проблем. Вториот договор е така наречен договор за директна државна помош. И тој договор е согласно законот за доделување државна помош. И таму вика дека можете да имате државна помош до 50% од вашата инвестиција. Тука, значи има стандарден пакет на мерки, тоа со ослободувањето од даноците, и јас немам проблем со ослободување на данокот од добивка 10 години. Тоа го има и во новата програма. Јас немам проблем со ослободување од персоналниот данок. И тоа го има во новата програма. Но имам проблем со ослободувањето од така наречените социјални придонеси, здравствено, образование. Тоа не било секогаш случај, но на некои инвеститори и тоа им ја давано. Но најголем проблем имам со средствата што се давани над тоа, без никаков критериум. И така, одредени компании за креирање на работно место добивале 1000 евра по креирано работно место, а одредени компании добивале 11.000 евра по креирано работно, за да се креира работно место. Што сте креирале работно место? Па вие мене одговорете ми, или еве јавноста, јас отворам како прашање. Дали има некоја законитост кој добивал 1000, а нема кој 11.000? Нема законитост. Значи, од тип на работно место? Не. Значи има компании кои што добили 11.000 евра и при тоа делат плата по 200 евра, и има компании кои што добиле 2000 евра и делат плата од 25.000 денара. Извинете, 12.000 денара, реков евра, веројатно. Значи, сакам да ви кажам дека она што ние се обидовме да го направиме со новата програма е да малце направиме праведен систем во распределба и помош држава. Но ќе се вратам на старава програма уште еден момент и после тоа ќе преминам на новата програма. Она со што јас имам најголем проблем, тоа е колку таа програма и колку странските инвеститори имале импакт во македонската економија. Знаете ли колкав е процентот на набавки на материјали и суровини на странските компании од македонските компании? 1%. Помалку од 1%. Тоа е поразителен податок. Тоа е факт кој што мене ми кажува дека на долг рок ова не е одржлив модел. Заради тоа што вие очекувате дека ќе доаѓаат све повеќе и повеќе странски инвеститори кои што треба да бидат субвенционирани од буџетот, а буџетот да го полнат македонските инвеститори кои што немаат никаква поддршка. И затоа ние рековме, странските инвеститори ќе ги поддржуваме и понатаму, ама по критериуми и по резултати. Какви критериуми и какви резултати? Јас ја презентирав програмата на пресконференција, оваа рамка на емисијава е претесна за да ги кажам сите, но ќе кажам неколку битни. И понатаму има за креирање на ново работно место. И за фирмите во технолошките индустријски развојни зони, каде што сега и македонски компании може да градат фабрики, и за тие што се надворот од технолошките индустријски развојни зони, например, еве ќе го спомнам еден Алкалоид, нема да ми замерат таму, тоа е успешна компанија. Ако тие сакаат да изградат нова Гринфилд, значи нова хала во кругот на нивната фабрика, што е таа различно од тоа во Тирс? Зошто оваа да биде привилегирана, ова не? Исто е нова фабрика. Не можете вие него да го терате да оди во некоја друга локација кога него тука му е технолошки поврзана целината. Значи и за нив ќе важат истите правила, но тие ќе бидат врзани со критериуми. Како ќе можете да аплицирате за помош? Тоа е многу битно да го разбере јавноста. Видете, во Македонија имаше 3 модели до сега. Првиот модел, ова што ние го правиме, не е случајно. Значи, правено е врз база на детални анализи. Во Македонија
имаше повеќе документи и студии кои што беа презентирани. Тоа беше студијата на Светска банка, студијата на Виенскиот економски институт, студијата на Македонската академија на науки, студијата на стопанските комори. Понатаму беа тука невладините организации кои што предлагаа мерки. Сите тие ги имавме во предвид. И конкретно критериумите кои се. Значи, ако креирате работно место, без разлика, ние не препознаваме и не разликуваме тип на инвеститор. Тој може да биде домашни, странски, тоа се на крај сите македонски компании. И, дозволете, критериумот ќе бидете субвенционирани со 10% од нето платата, ако давате плата минимум 50% над минималната плата. Или пластично објаснето. Минималната плата во Македонија, денеска изгласан законот, е 12.000 денара. Што значи, нема да ве субвенционираме ако давате плата од 12.000 денара. Па тоа не е развојот на Македонија. Ќе ви дадеме субвенција само ако дадете плата над 18.000 денара. Ако дадете плата над 18.000 денара, ќе добиете 1.800 денара. И пропорционално натака. Гледам дека ова веќе предизвикува реакција кај колегите. Вики, Горан, дали постои механизам компаниите кои што дошле во Македонија да инвестираат и добиле субвенции за вработување, да се натераат сега да ги плаќаат придонесите, затоа што познати се податоците од Министерство за труд дека со проектот Македонија вработува, од што не биле плаќани придонесите, тоа ја чини државата 1,5 милиарди денари или околу 25 милиони евра. Тоа државата го надоместала, нели? Меѓутоа тоа е како префрлање од шупливо во празно. Како овие компании да се натера, да ги имали механизам тоа да се случи, за да ги плаќаат тие придонеси? Државата потпишала договори. Секоја одговорна влада мора да ги испочитува меѓународните договори. Ние не можеме договорите да ги менуваме. Тие, такви какви што се, ќе се испочитуваат до крај. Ние мораме да направиме нови механизми. Само да ви кажам неколку битни работи. Првата работа е, ајде да се сетиме во Македонија колку програми имаше. Ке ве потсетам на времето на тајванската приказка, да ја наречам така, кога дојда одредени пари за инвестиции во Македонија и тие пари беа детерминирани да ги добиете врз база на инвестициона програма и врз база, би рекол ја, на список на желби. Знаете кој беше резултатот? Нити парите беа вратени, до ден денеска ги враќаат сите граѓани во државата, нити проектите беа направени. Значи, ако унапред дадете пари, резултатот ќе биде лош. Вториот модел беше овој, за кој што зборуваме. Значи, 225 милиони евра потрошени во 25 компании, импакт со македонската економија 0, 20.000 работни места креирани, секоја чест, тоа се граѓани на Македонија и тие треба да бидат поддржани. Но сега, ние со новата програма сакаме да структурираме кого ќе поддржиме. Ќе поддржиме само добри фирми. Тие фирми кои што се спремни да дадат повисоки плати, ќе бидат поддржани. Уште подобра мерка е, ние имаме проблем во државата, ни бегаат младите учени луѓе. Тие како да ги задржиме. Затоа воведовме мерка во оваа програма која што вика кој ќе даде над 2 просечни плати за високо образован кадар. Тоа значи, тоа плата сега просечна е околу 23.000 денара, значи кој ќе даде плата над 46.000 за млад човек и за високо образован човек, државата ќе партиципира со 20%. Ќе бидат враќани и инвестициите од претходната година. 20% од тие компании кои што ќе прикажат раст на приходот и не намалување на бројот на вработени. Понатаму ќе биде поддржано нивниот развој, значи и учество на саеми. Значи имате една цела плејада на мерки, но што е најбитно? Најбитно е, и тука завршувам со оваа реченица, најбитно е дека сите тие плаќања, односно поврат на државата према фирмите, ќе биде после покажани резултати. Значи, вие сега пластично кажано во февруар месец 2018 година ќе аплицирате со завршна сметка која што by the way мора да биде ревидирана од независен аудит, значи до даночната управа во Македонија и врз база на тоа, ако сте покажале пораст, таа завршна сметка е за 17 година. Ако сте покажале пораст во 17 година во споредба со претходните 3 години, значи 16, 15 и 14, просек зимаме, во тој случај вие сте кандидат за овие мерки. Доколку тоа не го направите, вие не можете да ги користите. Само на темата на странски директни инвестиции пред да преминеме на темата за новите мерки. Во поглед повторно на секторот, дали сметате дека само со оваа иновација
И повторно доколку продолжиме да привлекуваме компании како што се автомобилската индустрија и компании во висока технологија, од друга страна имаме компании во земјата кои што се трудоинтензивни, дали сметате дека повторно тука нема да се појави еден огромен јас и тешкотија на поврзување на домашните и странските компании? Видете, мерките беа апсолутно избалансирани. Видете, и јас секогаш очекувам дека ќе има дискусија, но за тоа покасно, али конкретно на вашето прашање. Една од мерките е дека ќе се прави поврат на инвестицијата, и тоа важи само за странските директни инвеститори, доколку тие одреден процент соработуваат со македонското стопанство. Што значи, ако соработувате нула со македонското стопанство, имате нула поврат на инвестиција. Ако соработувате помалку од 5%, нула поврат. И сега, како почнувате од 5% нагоре да растете, така вие добивате све повеќе и повеќе поврат на вашата инвестиција. Не без критериум, не во 4 очи, не да доаѓаат кај мене во канцеларија да се договараме колку ќе бидат помогнати. Секој ќе може, значи во табела, транспарентно, уште пред да ја почне инвестицијата, да се најде себе си и да се пресмета колку ќе биде поддржан од државата. Значи со тоа ја обезбедуваме транспарентноста, а со оваа мерка управо ги привлекуваме, односно сакаме да ги привлечеме оние странски инвеститори кои што ќе бидат поповрзани со македонското стопанство. Па на пример, еве да ви кажам, па ние сме земјоделска земја, можеме да зборуваме за субвенциите многу. Меѓутоа ние немаме странски инвеститор кој што прави преработки на земјоделски производи. Ние имаме автомобилска индустрија. И со ова реченица ќе завршам. Имате 4 компании од автомобилска индустрија кои што произведуваат одредени кабли за автомобили. Па дали тоа не е созреано времето да се направи една фабрика во Македонија за кабли што нив ќе ги снабдува со суровината, да се привлече странски бренд со кој што тие ќе соработува. И така натаму. Да бидеме кратки во прашањата и во одговорите. Теменугов биши. Мене ми личи се во ова ги наградуваме успешните, но не создаваме услови оние што се пробиваат на пазарот да можат да имаат рамноправни услови. Повторно државата се јавува како главен играч кој што ги определува условите за играње, а не да го остави бизнисот сам да подникне, да порасне, значи да може да имаат сите шансата што сте ја имале вие. Не можам да заборавам неколку податоци, ќе субвенционирате добро платени работни места, образовани. Ние со ПИСА тестот од 2015 имаме неписмени средношколци и неписмени основци. Таквите ви доваѓаат да работат како приватно, така државно. Каква плата можеме да им дадеме и зошто би субвенционирале такви работни места, кога ние имаме елементарни проблеми да имаме писмени луѓе што ќе дојдат да работат било каде. Во 2007 година, за жал немаме понови податоци, немаме попис за да видиме реалното состојба која. Биле половина од населението со основно оделени. Во 2007 година, тоа е пред 10 години. Вие сет мерки кои што се проектирани, ајде да речеме на фирми кои што веќе се успешни, како вашата и безброј друго, спомнавте Алкалоид, еве ја ќе употребам, или други компании, но што правиме со оние што треба да изникнат да ги подпомогнеме? Не гледам во овие мерки како вие им овозможувате да се развијат, односно да бидат тие подпомогнати да почнат нови бизниси. Некој да ве стигне вас. Значи, прашањето е одлично, но констатацијата не е точна. Значи, 3 столба се на мерки. Она што јас почнав да го објаснувам е првиот столб, општата економија, како таа ќе биде поддржана. Вториот столб се извозно ориентираните компании, ќе се навратам на тоа зошто нив. И третиот столб е столб специјално дизајниран за мали и средни предпријатија и стартап бизниси. Ние бевме специјално во Израел за да научиме како изгледаат акселератори на стартапи, како ќе да се поддржат стартап бизнисите, како да се креираат фондови за нивна поддршка. Значи, третиот столб во овие мерки ви е апсолутно наменет за точно тие стартап компании. Јас точно знам како изгледа да не бидете поддржани. Јас не сум бил поддржан, но точно затоа ги моделиравме мерките како идните инвеститори и идните предприемачи во државава млади, а ќе ги стимулираме тоа да бидат што повеќе, да бидат помогнати. И таму помошта е уште и поголема од ова претходно што ја кажав. И што е уште поважно, тие компании, стартапи, освен што ќе ги користат мерките специјализирани за стартап компаниите, го имате тоа во програмата, погледнете ја повнимателно, тие ќе можат да ги користат и претходните две мерки и за забрзан извоз, односно зголемен извоз, и за овој општите економски мерки. Значи, тие се точно така детерминирани да бидат поддржани. И она што вие го кажавте, без образование нема индустрија.
И тоа е точно така. Но имаме два тука паралелни податока, кои што и двата се точни. Едниот податок е, па нас ни избегаа 300, 400, не знам колку илјади млади луѓе добро едуцирани. Па затоа ние ја креиравме таа мерка. А од друга страна, компаниите кои што сакаат да запослуваат трудоинтензивна работна снага и да плаќаат мали плати, сега не можат под 12.000 денара, тие не мора да ја добијат субвенцијата за креирање работни места, ќе ги добијат субвенциите за повратна инвестиција, ќе ја добијат субвенцијата за извоз, ќе ја добијат субвенцијата за пораст на приходите. Значи, видете, вие секоја компанија може да аплицира за било која од програмите што ја задоволува. И на крај, вие составувате една вкупна листа на субвенции во зависност од тоа колку критериуми задоволувате. 5 минути имаме во овој блок, значи ве молам само за кратки прашања и кратки одговори. Кратко на теменугов, во делот на мерки кој што е токму за тој развиток на мали и средни предпријатија, дел од мерките се во технолошки развој, поттикнување, субвенционирање на директни трошоци. Меѓутоа, повторно тука се доведуваме до таа ситуација што ја споменува и Теменугов. Веројатно, оние кои што се спремни да купат нова технологија, се оние компании кои што се сепак на некој повисоко ниво, кои што ги имаат тие вештини. Да што правиме со овие компании кои што се мали и средни, кои што генерално имаат недостаток на вештини и свесност дека треба да инвестираат во технолошки напредок и нови технологии, а од друга страна можеби им недостасуваат и лидерски вештини или некои меки вештини за тие на пазарот да се изборат. Видовме тука, забележав во самата програма дека постои еден сет на мерки, но сепак можеби треба тоа градење на капацитетите да се поинтензивира, посебно на овој дел на компании кои што не се на тоа ниво. Или тука можеби е и дилемата, што е прво? Прво треба да градиме капацитети, па да субвенционираме, да стигнат до одредено ниво, па да субвенционираме купување на опрема, или прво треба да купиме опрема на дел од компаниите, па да се трансферира тоа знаење. Вие отварате една многу легитимна дилема. Значи, но тука се поставува прашањето на контролата. Тука за малите и средни предпријатија програмата е многу флексибилна. Значи, вие имате поддршка на мали и средни предпријатија за брз пораз, газели. Па после тоа имате програма за финансиска дополнителна поддршка. Па понатаму имате програма за растење на нивните капацитети. Например, еве ќе ви прочитам една, има тука низа, мислам рамкава на емисијата е мала, а еве, например, изработка на нови модни колекции. Па ние имаме лом производство. Не можат младите предприемачи да направат колекција собствена да дојдат од крајните потрошувачи. Ние мораме избегаме од лом производството. Ние треба да им помогнеме во амбалажа. И тука има директни средства кај нив за инвестирање во делот на опрема за малите и средни предпријатија. Така да, видите, значи, да расчистиме една дилема. Ова е сет на мерки кои што го направивме во владата со економскиот тим, кој што јас го предводев, но тука беа учесници сите, вклучително и начело со премиерот и сите економски министри, но оваа програма е драфт верзија. Таа ќе биде подложна на дебата следните 3 недели. Утре во свечената сала на владата има отворена дебата една, бидејќи бројот на луѓе кои што треба да ги поканиме е поголем. Во среда имаме уште една дебата, ќе биде отворено да можете сите да ја критикувате, таа е на вебсајтот на владата. Ве молам и ја повикувам целокупната јавност да ја погледне, поготово експертската јавност. Ака ќе бидат поканети, значи, сите дипломатски представништва, ќе бидат поканети сите стопански комори, сите странски инвеститори, домашни стопанственици, академија. Ќе го следиме сето тоа, еве тука имаме тројца експерти, на крај таа ќе стане официјална политика, откако ќе биде изложена на целокупната критика и откако целокупната јавност ќе каже да, тоа е тоа што се бави. Еве уште по едно прашање, Виолета Теменугов Петрески, но ве молам за кратки одговори за да имаме време и за другата за рекламирање минатата влада потрошила 43,5 милиони евра како за домашни така и за странски медиуми. За роудшоа 5,6 милиони, за промотори уште 12,5 милиони. Како вие ќе ја рекламирате Македонија како добра дестинација за инвестирање? Промоторите ги намаливте како број, рекламите во странските медиуми ги стопиравте. Како планирате? Ќе правите ли роудшоа? Значи, секако мора да се прави реклама. Меѓутоа, се надевам со мене ќе се согласите дека нема зошто да рекламирате странски инвестиции на домашни медиуми. За тоа биле потрошени 12,5 милиона евра. Тоа е исто како да рекламирате охридски туризам на охридски медиуми. Значи се знае тоа каде се рекламира.
Видете, промоторите биле паралелна структура на Министерството за надворешни работи. Цел свет препознава економски аташеа. Ние ќе ја вратиме работата во нормала. Веќе седнавме со колегата Димитров од Министерство за надворешни работи и се договоривме дека во рамките на амбасадите кои што се во земји кои што ни се таргетирани како потенцијални инвеститори, а тоа знаеме каде се, ги гледаме кои се. Немаме зошто ние да имаме промотор во Бразил или да имаме промотор во Индија или не знам каде. Значи, ние треба да ги таргетираме земјите. Ние таргетиравме 18 земји. Ќе има 18 економски аташеа кои што во рамките на амбасадите ќе си ја вршат работата и ќе вршат промоција. Се разбира, тие ќе имаат повеќе улоги. Ние цело време бевме таргетирани како да донесеме странски инвеститори. Сега тие ќе имаат и една друга улога, ќе поминат преку специјална обука, а ќе има конкурс за тој кадар, значи ќе поминат преку специјална обука како се продаваат македонски производи. Значи ние го заборавивме тој момент. Ние цело време викаме нека дојдат. Да, ние викаме да дојдат и понатаму се сите добродојдени, ама ние треба да научиме како да продаваме производи низ светот. Тоа е суштината. Вие морате да бидете извозно ориентирани. Ако сакате зголемување на бруто домашниот производ, вие во моментов имате 50 до 53% учество на извозот во домашниот бруто производ. Без да стигнете до 65-70%, вие не можете да имате сериозен ефект. За да имате сериозен ефект, треба и увозот да го намалиме, бидејќи имаме проблеми страшен со увозот и на тоа ќе го оставиме за подоцна ако имаме време. Молам за конкретно прашање, бидејќи да одиме на следната. Ова што го кажувате, спомене ми изличи дека го ја ставивте кровот на зградата, изградивте убави се, имам чат пат забелешки, но добри се мерките, но што е со фундаментот? Дали вие како бизнисмен ќе инвестирате во земја со вакви мерки, а со никакво судство? Прибе ни кажа што не е во судството, или ќе се фативте да го решите првен малце судството и да не губите време 3 месеци, не знам како, и да почнете да ги средувате реформите. Каде би инвестирале? Кај добро средена земја со судство или со вакви убави реформи, односно поттикнување на развојот, а со никакво судство? Тоа ме интересира. Ние денеска зборуваме за економија. И јас ви зборувам од капацитетот за подпредседател на влада за економија, се разбира. Уште во мерките 369, значи, и мерките во рамките на владата, значи, има мерки кои што треба да го подобрат правниот и судскиот систем. И јас управо така и кажав на почетокот на емисијава, ние мораме да изградиме критериуми, мораме да изградиме правна држава која што ќе важи и за Кочо Анѓушев, и за Горан Теменугов, и за сите во оваа држава. Се додека тоа не го изградиме, ние не можеме да рачунаме на посериозен економски импакт. И видете, има уште еден момент. Самата слобода, самото значи ослободување на граѓаните. Па еве и оваа дебата што денеска тука ја водиме. Јас седам исправен пред вас, пред македонската јавност и ветувам дека ќе направиме економски напредок. И давам одговори. Па јас мислам дека тоа не беше пракса у минатото, дека не можевте вие да седнете и да дебатирате. Добивавте соопштенија кои што требаше да бидат кажани. Да одиме на конкретни прашања. Имавме и можности. На концептот домашна додадена вредност, која што уште во 2013 имавме многу слично препорачано. Два се аспекти. Првиот аспект каде што препорачуваме стимулирање на купување домашни производи, каде што тука е интегрирано во делот поврзувањето со странските директни инвестиции. И вториот концепт на таа идеја е да се стимулира производство на домашни производи, но со повисока додадена вредност. Што значи тоа? Наместо да продуцираме репроматеријали и основни како земјоделска земја, например да извозуваме домати, да продуцираме производи со финални до финален производ и да извезуваме финални производи. Од тука, кои се намерите идеите во оваа насока кон градење на домашни брендови и кон стимулирање производи за извоз, меѓутоа финални производи за извоз? Значи, видете, управо тоа го имате во програмата. Значи, вие во програмата имате, ако сакате да направите готови производи и финални производи, тогаш вие морате технолошки да се развивате. Вие морате да конкурирате во светот. Знаете што е проблемот на Македонија? Проблемот е конкурентноста. За да имате конкурентност, вие треба да имате знаење и треба да имате технологија. Како ќе имате технологија ако ви не бидете поддржани? Управо тоа ова програма ја поддржува. Секако ќе видите дека на крај, доколку сте вие извозна компанија која што е ориентирана према финални производи,
самите резултати, симулациите што ги направивме, даваат максимална поддршка. И во таа насока, значи мерките се општи, но тие се детерминирани кон успешните компании. Вие не можете да го растете приходот ако само суровини продавате, па онда нема зошто да добиете субвенции повратно, ако не купувате технологија. А веќе ако купувате технологија, вие одите кон финални производи, финалните производи одат кон зголемена вредност, зголемената вредност оди кон зголемени приходи и вие сте поддржани во тој случај. Така да вашата дилема е сосема оправдана, вашата забелешка е на место, ние треба да направиме финални производи, па впрочем, како да ви кажам, јас целиот живот се обидувам тоа да го направам, да направиме финални производи и сега тој модел што цел живот сум го развивал, се обидувам да го пренесам во служба на сите граѓани на Република Македонија. Може би е потребно да го поврземе крајниот учинок директно со извоз на финални производи во делот на тие извозни мерки. Добра забелешка. И уште едно прашање, колку ќе чинат овие мерки? Значи, забелешката ви е добра, отворена е, вие сте впрочем и поканети на дебатата. Значи, таа може да биде надградена и ова е една коректна и добра забелешка, која што и онака од смислената мерка само ќе дополни, мерките нема да коштаат повеќе од тоа што до сега е просечно трошено или со други зборови не повеќе од 30 милиона евра на годишно ниво. Од каде? Се разбира, од буџетот на Република Македонија, кој што кога ќе растат приходите, ќе расте бруто домашниот производ, ќе расте буџетот. Тука одиме со уште една кратка пауза за реклами и се враќаме со последниот блок, а тоа е нема живот без повеќе пари и како до поголем животен стандард и сите дилеми околу предмалку изгласаната минимална плата и тенденциите кон просечната да биде 500 евра. Добре дојдовте назад. Кочо Ангјушев, вице-премиер за економски прашања, е гостин во вечерашната топ тема. Изгласана е минималната плата и влегуваме со ова во овој блок дека нема живот без повеќе пари и анкетата на Телма и онаа денеска обелоденета од американскиот тири покажуваат дека приоритет за граѓаните се повеќе пари, повеќе работни места, подобар животен стандард. Овој круг го почнуваме со Вики. Вики, повелете. Минималната плата беше изгласана во собрание, меѓутоа остана онаа дилема дали мораше да остане терминот нормиран учинок. Се крена голема реакција имаше кај синдикатите, кај работниците, затоа што смета дека повторно на овој начин на работодавачите им давате простор да манипулираат и со нивното работно време, меѓутоа и со тој учинок, затоа што според законот критериумите колкав ќе биде учинокот повторно ги одредува работодавачот. И ќе го искористам само ова кога збориме за минимална плата да прашам колкава е просечната плата во вашите фирми, а колкава е минималната плата? Значи, практично прашањето е добро, дали треба да биде еден закон избалансиран, апсолутно да. Но од друга страна не е тоа само дека некој ќе измислува нормата на дневна основа, него напротив, ако прочитате добро во законот стои дека таа норма мора да биде унапред кажана, да биде иста за сите исти работни места и таа мора да му биде дадена на работникот на почетокот од месецот и на крајот од месецот. Со тоа тој е заштитен. Но од друга страна морате да ги заштитите и работодавачите, кои што, значи, не може да ги плаќаат вработените доколку тие ништо не одработат онака согласно нели правилата. Значи, нормите ќе бидат подлежни и кластерски, значи во текстилна индустрија, за кошула секаде исти, за не знам и така натаму сега да не набројуваме. Што се однесува до моите компании, можам гордо да ви кажам дека просечната плата е над просечната во Република Македонија, поготово кога моите компании преминаа кон повисоки технологии. Не знам дали знаете дека Брако е извозник оваа година само на 150 камиони и тоа сите во странство, ни еден во Македонија. Ова е конфликт на интереси, рекламирање на приватни компании. Која минималната беше прашањето? Јас морам да брзам за да имаме што прашањето беше за моите компании. Да. Значи, максималната плата е многу висока, бидејќи менаџерите земаат високи плати, просечната плата е над просечната во Република Македонија, точната бројка не би знаел да ви ја кажам, но секако е над 25-30 илјади денара, а минимална плата нема под минималната во државата. А рековте че нормата ќе се утврдува на ниво на кластера и сето тоа да не испадне некој да јаде месо, некој само зелка, сите ќе бидат сарма, но што правиме со тие што ќе јадат само зелка во овој случај, односно што не ќе можат да исполнат
нормата, а тоа теоретски може да бидат 50% од вработените и никогаш да не дојдат до 12.000 денари, а 50% ќе бидат онаа што јадат месо и да добива 12.000 и може некоја ситна награда. Затоа постојат институции и инспекции во државава, нели? Ако тие си ја вршат совесно работата, тоа не може да се случи. Ќе утврдат нормата. Како ќе ги натерате не е законски. Да биде, која ќе биде нормата? Како ќе утврдите колку шајки кај вас треба да некој да се утврдува направи? согласно технолошката целина на машините, но еве ја пак нема да се фатам да не испадне дека е реклама, ќе се вратам на кошулите. Значи, се знае, видете, светски норми има за таа работа. Значи, на машините, секој што се занимава со производство знае дека нормирањето е светска работа. Значи, тоа не е нешто што може на некого да му текне. Нас ни фалат само систем, нас ни фали само квалификувани инспекцијски служби кои што тоа можат да го препознаат и да го пратат. Ништо повеќе. Недостасуваат инспектори во оваа држава? Јас знам дека недостасуваат многу работи. Јас само знам дека не недостасуваат или ги има од повеќе луѓе кои што се нефункционални во голем дел. Иначе квалитетни кадри недостасуваат многу. И тука ќе искористам приликата само да ви кажам она да ви инспекцијски места кај што не може да извршат нормална работа. Управо тоа треба да се направи сега следно. Но друго ќе ви кажам, вие отворивте преска една дилема сосема кратко, значи околу образованието. Видете, во овие мерки мораме ние да го дигнеме образованието. Во средното образование ќе го уведеме дуалното образование. Значи мораме да спречиме високо квалитетните да си одат образовани кадри и тоа го направивме со оваа мерка, со овие мерки, а од друга страна, како ќе дадат резултати. Јас сум многу сигурен во тоа што го правиме. Да не сум сигурен нема да седам на оваа позиција. Добро, и од друга страна, значи имаме образование кое што ќе биде поддржано да она неквалификувана работна, значи граѓаните кои што имаат ниски квалификации да им помогнеме, да им ги решиме проблемите, да им помогнеме како да ги зголемат нивните капацитети да може да одговорат на индустријските предизвици. Едно кратко прашање, целосната државна помош ќе трае до февруари едната година во овој контекст. Од август ќе биде преполовена, до август ќе биде преполовена, потоа од септември компаниите ќе треба сами да се, тоа е интерпретацијата. Зборувате за минималната плата. За минималната плата. Така е, да. Што потоа? Значи потоа ќе си продолжи животот да си тече нормално. Значи што со тие што нема да може да исплаќаат тогаш е враќање на ненормалното. Јас мислам дека нема да има такви кои што нема да може да исплаќаат. Видете, јас длабоко верувам, иако да речеме имате мерки или верувате? Едно е да имате мерки кои што ќе го гарантираат тоа, друго е да верувате. Бидејќи вербата може да заврши и во песимистичкиот контекст кој што јас го спомнам. Јас многу конкретно ви одговарам. Значи ние имаме мерки што сме ги изградиле и веруваме во тие мерки дека ќе дадат резултат. А тој резултат ќе биде следниот. Значи мислам и сигурен сум и анализите наши покажуваат дека е така, дека секаде има простор да се даде минимална плата. Концептот каде собствениците на фирмите се на едната страна, а вработените се на другата страна, е концепт од минатиот век. Јас верувам дека секој совесен стопанственик и собственик на фабрика сака да види среќни вработени. Ова е начинот како ние ќе му помогнеме за он да ја дигне продуктивноста и после 6 месеци да таквата продуктивност продолжи да функционира. Па видете, на крајот на краиштата и во економијата преживуваат успешните. Ние треба да градиме економија на успешни. Ние треба да заборавиме дека државата треба да троши пари за неуспешни фирми кои што неповратно ќе бидат фрлени и секогаш ќе бидат фрлани. Ние треба да градиме раст, а растот се гради со поддршка на успешни компании. Ама ако работодавачите не успеат, на крајот ќе имаме излажани работници. Не, на крајот ќе имаме работници кои што ќе бидат запослени во други капацитети и вистинската ситуација денеска во Македонија е дека сите стопанственици и странски и домашни се жалат дека не можат да најдат работници за вработување. Така да сликата дека тука имаме голем процент на невработени не е точна. Имаме голем процент на струки невработени кои што немате каде да ги вработите. Мислам дека и премиерот во таа анализа кажа, имаме голем процент на струки кои што навистина има прекумерна продукција на кадар, а додека за вработени овакви за какви што зборувате за во текстилна индустрија, кожарска индустрија, секогаш можат да најдат работа, јас ви го гарантирам тоа. Дали во тој контекст ќе го прифатите предлогот што дел од приватниците го кажа во јавноста, да го растеретите државниот апарат така што дел од вработените кои што
одат на работа, односно кои што не работат, а земаат плата, ќе го префрлите во приватниот сектор. На тој начин една година да ги субвенционирате платите на тие работници, онака вие ги плаќате една година тие плати, меѓутоа сега можеби тие работници ќе бидат задоволни затоа што ќе работат, ќе бидат работно ангажирани и ќе им помогнете и на приватниот сектор. Точно така. Значи видете, сите оние вработени во администрацијата, кои што не можат да најдат употребна вредност во администрацијата, а биле запослени таму заради некоја причина кој што ние сите ги знаеме и не сакам да го трошам времето за тоа, значи тие можеме, нема да испуштиме никого. Значи ќе ги решиме проблемите на сите граѓани во Република Македонија, но тие ќе поминат преку процес на едукација, таква каква што тие ќе одберат и така како што работодавачите ќе одберат, и на наша сметка ќе направиме таа едукација, на наша сметка 6 месеци ќе ги испратиме во компаниите и онака ние ги плаќаме тие луѓе со плата ако останат, и така да помогнеме и на стопанството, да им помогнеме и на луѓето да се чувствуваат полезни, а и да го решиме проблемот. Па ќе се реализира, еве поминаат 3 месеца, едно по едно се реализира. Имаме уште 7 минути, завршен круг блиц прашања од сите мои колеги. Од една страна се најавија серија мерки кои ги поттикнуваат компаниите, нови вработувања во компаниите, субвенционирање на високоплатежни работни места, но од друга страна се најавува прогресивна даночна реформа. Колку овие две програми се спротивставени или се надополнуваат? Каков е вашиот став во контекст на најавената прогресивна даночна реформа? Никој не најавува прогресивна даночна реформа во делот на данокот на добивка, во делот на ДДВ-то, се најавува само во делот на персоналните даноци. Персоналните даноци, сега тука е прашањето... Оние кои што биле поуспешни, оние кои што сакаме да ги задржиме во земјата се најдуваат точно во таа скала помеѓу 1000 и 1500. Тоа се лица кои што биле интелектуалци, се школувале можеби во странство и тука Ајде јас гледам да бидам уште поконкретен. Ако таргетот е 500 евра просечна плата, дали 1000 евра или 1500 евра е некоја екстра луксузна или екстра голема плата која што треба екстра да се оданочува сега според вас? Идејата не е да се казни и оданочи средната класа, и никој досега уште во државата не кажал каде ќе биде поставена летвичката. Дали ќе биде на 1500, на 2000 евра или повисоко. Јас мислам дека летвичката ќе биде доволно високо поставена да бидат оданочени само тие кои што имаат екстра приходи. Тие не можам да ја кажам у моментот бројката, таа е предмет на анализи, но секако не е насочена према средната класа и секако не е насочена према плата од 1000 евра. Завршни прашањата Меногов. Па да прашам околу бруто домашниот производ и оној раст кој што се очекува да биде 2,2% до крајот на годината. Ако првиот квартал беше 0, вториот минусно салдо, колку овие мерки ќе допринесат за да порасне тој раст, односно што очекувате во третиот и четвртиот? Какви резултати треба да оствари домашната економија? Значи јас во третиот и четвртиот квартал очекувам позитивни резултати. Вториот квартал, да не заборавиме, е квартал кој што ги опфаќа април, мај и јуни. Сите ние се сеќаваме пред какви политички нестабилности и предизвици нашата држава беше изложена во текот на месец април па и мај, ако сакате. И сега, значи, ако очекувате дека во тие месеци треба да се прави анализа за работењето на владата, тоа е погрешно. Вториот квартал заврши во јуни. Третиот квартал веќе се очекува пораст и четвртиот квартал ќе биде во пораст, да почекаме да ги видиме бројките до крајот на годината. Јас лично сум оптимист. Господин Анѓушев, ја чита вашата биографија кога се подготвував за емисијава. Ми падна нешто интересно во очи, освен што е импресивна, дефинитивно, ми падна дека не сте навеле дека сте биле директор на ЕФТ. Зошто? Не е точно, значи во сите мои биографии, ја не знам која варијанта вие сте ја гледале. Добро. Значи јас сум горд на тоа, заради тоа што таа компанија беше прва која што во регионот, значи, направи како кажеме нов пробив на едно ново време кое што дојде многу покасно. Сомнеш дека сте се можеби се срамите дека бевте вмешани во антимонополската истрага. Не, напротив, веднаш ќе ви одговорам. Значи таа точно ви благодарам за прашањето, шанса ми дадовте. Значи, видете, таа постапка заврши со пресуда на второстепена комисија на управен суд, значи на второстепен управен суд, ослободително. И еве сета македонска јазнов да знае дека тоа беше еден обичен притисок само
заради одредени работи за кои што сега не би сакал да дискутирам и апсолутно не се срамам за сите мои фирми во кои што сум учествувал како вработен или како оснивач и како фирми кои што сум ги развоил, што сум ги развил, јас се гордам. Ке ставите овде? Се разбира, да. Фирми ќе Ви благодарам на забелешка. за мерките? Извинете? Дали некој од вашите фирми ќе аплицира за некој од Повторно ќе мерките? кажам, све што е критериум и природен развој на компаниите, тоа ќе се случува секаде каде што нема конфликт на интерес. Ако има јасни критериуми и ако компаниите ги задоволуваат тие јасни критериуми, па зар треба вработените во моите компании да бидат обесправени? На неколку сосема блиц, бидејќи сме пред крајот, Теме Љубов ќе го имате последното прашање. Неколку прашања се поврзани околу во едно, дали К15 и натаму ќе исплаќа само приватниот сектор или јавниот? Значи, не сме дискутирале во рамките на владата за ова прашање, ако го сакате моето лично мислење, треба сите да исплаќаат К15. Зошто владата не влегува похрабро и по-одлучно да им соопшти на граѓаните што ќе прави во рудниците сместени во земјоделски региони кои се монструм за македонското земјоделие? Моментално се прават сите анализи, да се види сета целокупната состојба. 3 месеци е прекратко време за да можете да направите анализа на све што е направено. Јас ви гарантирам дека во најскоро време владата ќе испадне многу храбро и ќе ги каже сите мерки што ги прават. Но секако, тие мерки ќе бидат такви да бидат максимално заштитени граѓаните со максималните еколошки стандарди. И тоа да бидете сигурни дека ќе биде транспарентно објавено. По 15 секунди Дали за како Петреска и Теменугов и исто толку и за одговор. Дали како економија ќе направиме приоритизирање на секторите во кои што имаме компаративна предност и истите да ги развиваме во иднина? Јас верувам во либерална економија и таа либерална економија врз база на условите на пазарот сама ќе направи приоритизирање. Овие мерки точно сами ќе направат и ќе ги испрлат на површина секторите кои што треба да бидат приоритет во Македонија. Јас верувам во тоа и нашите анализи тоа го покажуваат. Ова е нарачано прашање, дали до година исто вака ќе бидете транспарентен или ќе се затворите како претходните? Значи, не... дефиницијата зборот нарачен да ја објасниш, бидејќи тоа нарачен од мојата сопруга, бидејќи треба да ве држиме за збор. Поздрав за вашата сопруга, благодарам на прашањето. Јас ви гарантирам додека седам на оваа позиција и после тоа во животот, не само следната година, него секогаш ќе бидам транспарентен, како што сум бил и пред да седнам на оваа позиција. Да и последното прашање, ктиторна црква не отиде на осветувањето, зошто да не случајно кога влеговте во владата свативте дека ни Господ не може да ви биде на помош? Не. Ради многуте проблеми? Јас сум верник, верувам во Бог и сум ктитор на црквата во Велес. Зошто тоа не сум бевте? го направил, веднаш ќе ви одговорам, тоа сум го направил со верба во Бога и како благодарност на градот во кој што сум роден и за народот во градот во кој што сум роден. Меѓутоа, ние мораме да знаеме што е секуларна држава. Во црква се оди тогаш кога вие интимно тоа го чувствувате, а не да се сликате. Јас таму не отидов за да не правам пиар од таа работа, моето семејство отиде, ги прими наградите, а јас во црквата ќе одам тогаш кога ќе осетам потреба за тоа. Верувам длабоко во секуларна држава и верувам длабоко во не мешање на државата и црквата. Ке треба овој став да им го пренесете и на дел од вашите колеги. Вице-премиера, ви благодарам што бевте на топ тема на ваша страна. Колеги, ви благодарам за конструктивниот придонес со сите прашања. Исто така благодарност и до Finance. Ја ви благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на топ тема на ваша страна. Останете и натаму со програмите на Телма.